Поминатогодишниот успех и големиот број посетители. Саемот на мебел повторно ги отвори вратите за сите љубители на дизајнот, ентериерот и иновациите. Под слоганот инспирација за секој дом, ова реномирано саемско случување се одржува во комплексот Борис Трајковски во Скопје и ќе трае до 30 март. Саемот на мебел оваа година ќе биде организиран во 4 специјални зони: двор и градина, аксесоари за домот и осветлување, мебел и внатрешен дизајн и рачни изработки и пратечка индустрија, со што ќе им биде овозможено на посетителите полесно да ги откријат најновите трендови и да најдат се што им е потребно за уредување на домот или работниот простор. На саемот ќе се представат бројни брендови со одлична понуда и големи саемски попусти. Саемот на мебел оваа година се одржува од 26 до 30 март. Започнува денес во среда и завршува во недела на 30 март. Вкупно се присутни повеќе од 50 брендови. Навистина има што да се види за сите љубители на домот, постои се што можат да најдат и што сакаат да видат. Мотото е инспирација за секој дом и точно тоа мото е дека ги имаме сите аспекти на домот покриено. Во таа смисла оваа година направивме 4 зони. Зоните се двор и градина, аксесоари за домот, внатрешно уредување и дизајн и рачни изработки и додатоци во пратечката индустрија, значи има и врати и прозорци може да се најдат. Така да, од наш аспект, трета година поред, после неколку години неодржување заради пандемиските услови, она што го видовме на почетокот денес на отварањето е дека посетата е навистина поголема. Со конкретни податоци ќе излеземе по завршување на саемот, но од она раздвиженост која што ја гледаме, навистина може да се види дека посетеноста е поголема од претходните 2 години. Начално ние може да потврдиме дека минатата година беше подобра од првата кога го одржувавме. Оваа година по она што го гледаме на почетокот исто така е подобра од претходните 2 со посетеност. Секако ќе кажам дека на крајот ќе ги сумираме бројките на посетеност, но саемот има и предизвикува интерес кај повеќе од 15.000 посетители публика има. Она што секој посетител навистина сака да го најде, ќе може да го најде на овој саем во овие 4 зони кои што ние ги организираме. Дополнително на тоа да кажам дека Комерцијална банка е партнер на саемот со своји производи, нудат своји производи за секој потрошувач кој што ќе сака да го купи своето омилено парче мебел, може да се обрати и директно тука на нивниот штанд за да може да разговара за условите под кои може да се подигнат овие финансиски подршки од нивна страна. Сега во однос на случувањата што беа претходниве денови, морам да кажам дека саемот на мебел има и хуманитарна димензија. Таа димензија е дадена за да може да посетителите, прво ние како организатор, заедно со сите изложувачи, делот приходот од влезниците ќе биде наменет за Фондот за солидарност, за Кочани и тоа ќе биде организирано из кутии од Црвениот крст, но истовремено и ние ќе имаме наша донација по завршувањето на саемот по Фондот на солидарност. Годинешниот саем на мебел ќе има и хуманитарен аспект, бидејќи дел од средствата од влезниците ќе бидат донирани во Фондот за солидарност на Црвениот крст, како поддршка за семејствата на загинатите и повредените во трагедијата што го погоди Кочани. За посетителите кои сакаат дополнително да придонесат, на самиот настан се поставени специјални кутии за донации од Црвениот крст, овозможувајќи секој да даде свој придонес во хуманитарната акција.